18 часот и 59 минути во нашево студио. Ја следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони Бети Треновски. Почитувани слушатели и Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота оваа време е резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е господинот Страшо Ангеловски, председател на МААК, политички аналитичар, колумнист, добар познавач на сите збивнувања во Македонија и пошироко, одличен познавач на глобалните геополитички случувања, како и советник на град Скопје. Со господинот Ангеловски ќе разговараме на теми поврзани со председателските и парламентарните избори и на теми кои не засегаат сите нас без разлика каде и да сме почитувани. Токму така, почитувани, со Страшо Ангеловски ќе зборуваме за резултатите од првиот круг на председателските избори, но и за кампањата во вториот круг од председателските избори. Ќе зборуваме и за парламентарните избори, но и за постизборни коалицирања, а ќе зборуваме и за тоа кој е најголемиот добитник и кој е најголемиот губитник на председателските избори, но и за пораките за македонско национално обединување. Ќе зборуваме за тоа каде ќе се прелеат гласовите од председателските кандидати кои не се пласираа во вториот круг, но и за митингот на Дуи на градскиот плоштад, каде што не можеше да се забележи ниту едно македонско знаме, како и за извиците учака, учака, а ќе зборуваме и за можноста од бојкот на изборите. Ќе зборуваме и за извештајот за Македонија од страна на Стейт департментот и за бројките во новиот парламентарен состав. Токму така, почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве 80 минути, може би и повеќе, во зависност од должината на прашањата и одговорите, ќе зборуваме со нашиот гостин Страшо Ангеловски, кого во овие моменти го покануваме преку видео линковско поврзување да ни се придружи во студиото. Се надеваме дека се е во ред, се слушаме. Ако е така, господин Ангеловски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, добар ден. Јас ве слушам извонредно, чинам дека и вие ме слушате добро. Одлично. Добро ве најдов. Еве најпрвин да честитаме денешниот убав ден, Лазарева сабота, да им посакаме честито име на сите оние кои го носат и кои го слават. Но истовремено да се подсетиме на овој ден, 27 април, во 1905 на денешен ден загина Никола Карев, првиот председател на Крушевската република, но на денешен ден, пред 7 години, се случи, јас во мојот статус на Facebook мрежата напишав, се случи мечкин камен на нашата генерација. Секоја генерација си има еден свој мечкин камен, каде што ја води борбата, ако е потребно, и до истребување, и до саможртва. На 27 април се случи токму тоа, нашата генерација ја водеше својата борба, ден кој треба да го паметиме, ден кој еден ден и ќе се слави како ден на македонскиот непокор, па еве судбината, среќата сакаше токму на тој ден денес да разговараме за она што и се случува на Македонија, за она што допрва ќе и се случува, за работите кои доаѓаат, кои веќе имаме предвестие дека ќе бидат добри и дека ќе се одвиваат во вистинската насока. И сакам да го цитирам овде американскиот председател Томас Џеферсон, кој рече дека дрвото на слободата од време на време треба да се полева со крвта на патриотите и крвта на предавниците, да се надеваме дека од сега натаму дрвото на слободата во Македонија ќе се полева само со крвта на предавниците. Токму така. Добро ни дојдовте, господине Ангеловски, добро ви утро и од мене. Ви благодариме што сте заедно со нас и со сите наши гледачи и слушатели. Ни причинува огромно задоволство, како и секогаш што сме заедно. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието. Исто така да напомениме доколку има прашања од нашите гледачи, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат изложени на екранот, ако сметате дека треба да ги одговорите.
Заврши првиот круг од председателските избори, резултатите се познати. Победи професорката Гордана Силјановска-Давкова со 363.086 гласови. Изразено во проценти тоа е 40,08%. На второто место е Стево Пендаровски со 180.500 гласови или 19,93%. Разликата помеѓу Силјановска и Пендаровски е 182.586 гласа. Очекувате ли разликата да биде толку голема или пак сте изненадени од бројката ако се земе во предвид црната кампања која се водеше против професорката Силјановска, но и против ВМРО, ДПМН и коалицијата Твоја Македонија? На што се должи високата предност на председателскиот кандидат Гордана Силјановска испред Стево Пендаровски, а на што толку историскиот најслаб резултат на председателскиот кандидат на СДСМ? Па рековте дека победи кандидатката на коалицијата за Твоја, за Горда Македонија, Гордана Силјановска. Може би е точно така, но може би и не е. Може би победи македонскиот народ, македонските гласачи и сите граѓани во оваа држава кои дефинитивно после најавата на СДСМ за формирање едно општество за сите, а се формираат две општества за сите, едно за челниците на ДУИ, за челниците на СДСМ, за нивните блиски, за нивните роднини и пријатели, за нивните љубовници и за сите оние кои учествуваа во грабежот, во криминалот и во корупцијата. Од друга страна се формира второто општество, општество за онеправданите, општество за оние кои едва и врзуваат крај со крај, општество за оние кои не можат да најдат правда по судските лавиринти, општество за оние кои едноставно чувствуваат дека нема живот повеќе за нив во оваа држава, без разлика дали се тоа македонци, албанци, турци, роми, власи и така натаму и така натаму. Значи, општество за сите онеправдани граѓани. Токму тие онеправдани граѓани на 24 април извојуваа победа. Ја извојуваа преку нивниот заеднички кандидат Гордана Силјановска-Давкова. Инаку, ова не е историски најдобриот резултат на нашата коалиција. Од тука има уште многу простор за добивање нови гласови во вториот круг и за зголемување на разликата меѓу кандидатот на коалицијата за Твоја Македонија и кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски. Од друга страна, не треба да не чуди ваквиот резултат на Пендаровски, затоа што по два основи не треба да не чуди. Не треба да не чуди заради неговото однесување во изминативе години, кога човекот едноставно не само што не стори ништо, туку го лажеше сопствениот народ, го мамеше сопствениот народ, велеше дека нели душата ќе му ја извадиме на оној што ќе го смени името, потоа не само што не му ја извади душата, туку се здуши заедно со тој кој го промени името. Зборуваше глупости, зборуваше работи кои едноставно граѓаните во оваа држава не сакаат да ги чујат. И вториот аспект беше немоќта на СДСМ во односот кон ДУИ, односно слугинскиот однос на СДСМ кон Артан Груби и насилниците од ДУИ, луѓето кои ја окупираа Македонија со помош на СДСМ. Таквиот нивни однос дури според мене им донесе и премногу гласови, требаше да имаат помалку и од овие 180.000 гласови, но сепак треба да знаеме дека е ова историски неуспех на СДСМ, односно најнискиот резултат што го оствариле во било кое време и е повеќе од очекувано, затоа што една катастрофално неспособна, корумпирана и криминална гарнитура се наоѓа на чело на СДСМ, нема ништо блиску до социјалдемократијата, нема ништо блиску до она што значи лева политичка опција, туку едноставно е една збирштина од некадарници, посветени само на кражба, посветени на криминал, посветени на корупција и подготвени да слугуваат на нивниот поголем коалицијски брат, ДУИ, односно крилото на Артан Груби во ДУИ.
Разликата помеѓу Силјановска и Пендаровски е поголема од освоените гласови на кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски. Колкав ветер во грб за ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија е големата победа. Како ќе се одразат овие бројки за парламентарните избори на 8 мај, господин Ангеловски, и дали по логиката на нештата очекувате СДСМ да има уште послаб резултат на парламентарните избори на 8 мај? Сите оние кои ги следеле минативе изборни циклуси во Македонија, а и јас и вие имаме доволно години за да се сеќаваме на сите од почетокот од 90-тите, така што сите тие знаат дека во нашата држава, кога ќе започне замаецот да врти во една страна, нема враќање назад. Тој замаец само носи се повеќе енергија во страната на која почнал да се врти. Од тука е логично да се очекува зголемување на гласовите на контото на актуелната опозиција и ако не намалување, ама останување некаде во истите рамки на бројот на гласовите на актуелната власт. Тоа ќе рече дека јас говорев постојано и на моите настапи дека нам ни требаат најмалку 56 пратеника. Зошто 56? За да можеме да формираме влада со само еден коалицијски партнер, за да не мораме да бидеме уценувани од некој друг, за да работиме во интерес на другите. Тоа ќе рече дека сега веќе сме, според моите анализи, според она што го кажуваат бројките, веќе го надминуваме бројот од 56 пратеника, дека доколку ова продолжи така, а ќе продолжи, сме многу блиску дури и до бројката од 60 или 61 пратеник, што ќе рече дека идниот мандатар, идниот премиер Христијан Мицковски ќе има релативно комотна позиција во создавањето на новата влада, без при тоа да мора да ги трпи уцените. Вие се сеќавате, јас чинам дека и во минатата емисија, во минатото гостување, кај вас кажав дека во Македонија, за жал, има политичари кои сонуваат да, кога ќе пораснат, да бидат Ивица Дачич од српската политика од пред 11 години. Го кажувавме она, нели, кога тогашниот председател на СНС Александар Вучич освои 120 пратенички места, меѓутоа за да формира влада му недостасуваа 8 пратенички места. Социјалистичката партија на Ивица Дачич освои 11 пратеници и со тоа Ивица Дачич стана премиер на Република Македонија. Значи, сакам да кажам за можните уцени, доколку резултатот беше поинаков. Одиме над 56 пратеника, а е многу реално да се очекува и бројката од 60-61. Трето пласираниот Бујар Османи освои 121.088 гласа, а неговиот против кандидат од албанскиот политички блок Арбен Таравари 83.856 гласови. Изненадени ли сте од бројот на освоените гласови на Османи и дали Дуи може да се пофали со овој резултат? Како гледате и на постигнатиот резултат на Арбен Таравари, кој, како што реков, освои преку 83.000 гласови? Што ќе значи ваквиот исход од тргата Османи и Таравари за парламентарните избори и каков патогас исцртаа овие два албански блока? Македонските албанци, оние кои живеат реално во Република Македонија, покажа незадоволство од 20 годишното владење на Дуи. Тоа се 83.000 самосвесни македонски албанци во Република Македонија. Луѓе кои стана свесни за лагите кои Дуи ги пласира, за криминалот на Дуи, за корупцијата на Дуи, меѓутоа и за егоизмот, односно себичноста на врвот на Дуи. Тие луѓе видоа дека реториката која им ја пласираат, дека треба да се борат и понатаму за националната кауза, дека треба да, ако треба и да страдаат за националната кауза, а истовремено тие создаваа богатство од по десетина милиони и не знам колку евра, градеа замоци, создаваа, купуваа автомобили од 200, 300 или не знам колку илјади евра. Народот
веќе во оваа држава ги осознава нештата, и од тука тие 83.000 гласа за Арбен Таравари се исклучително вредни гласови. Од друга страна, требаше да очекуваме дека Дуи ќе има повеќе гласови, не заради нешто друго, туку заради окупација на државата и заради окупација на државните институции која ја заврши до крај последниве години со помош на СДСМ. Вие знаете дека гледаме дека сите институции во држава се просто окупирани од неспособните кадри на Дуи. Се довлекуваат луѓе од планина, луѓе одавде, луѓе оданде, се вработуваат без при тоа да го знаат македонскиот јазик, како што е случајот со директорката на токсикологија. Се довлекуваат луѓе кои имаат купени дипломи и заради тоа страдаат и обичните албанци и обичните македонци и онака како што реков на почетокот, припадниците на второто општество во оваа држава. Но треба да знаеме едно нешто, дека иако разликата е 40.000 гласа, тоа нема да се одрази на парламентарните избори во толкава разлика на број на пратеници. Имено донтовиот модел, поделбата по изборни единици наспроти сега кога нели Македонија беше една изборна единица во претседателските избори, ќе донесат малку поинаков резултат и ќе ги доближат во бројот на пратеници во Македонското собрание. Тоа ќе рече дека опозицијата на македонските албанци веќе станува сериозен политички фактор и дека дефинитивно ќе ја одземе моќта на корумпираните, милитантни, воинствени припадници на Дуи. Господине Ангеловски, како ќе ја прокоментирате прославата на Дуи на Вреди, иако нивните кандидати не влегоа во вториот круг? Познавате ли вие феномен двајца победници? Знаете што, јас имав еден текст, една колумна, дека кога поразениот е победник, лудаците се чувари на лудницата. Некако така отприлика беше текстот. И ете тоа ни се случи. После 2 години од како беше напишан овој текст, ни се случува поразените да слават победа. Тогаш веќе нели наполеончињата, хитлерчињата и сите оние во лудницата веќе стануваат господари на своето и сметаат дека оние кои се надвор од нивниот свет се тие кои не размислуваат онака како што треба. Тоа е тоа што ни се случува во моментов. Меѓутоа, знаете што е реално да се во изборниот процес вие се што правите за да влеете што повеќе доверба, храброст и ентузијазам кај сопствените гласачи. Од тука вие видовте дека не само тие што слават, туку дури и Стево Пендаровски се обиде да го прослави поразот, велејќи дека ќе тргне од нула. Ами тој тргнува од минус 180.000, а не тргнува од нула и си најде победа во сопствениот пораз. Ете така, лудаците стануваат чувари на лудницата. Така. Како ќе ги прокоментирате останатите тројца кандидати од македонскиот политички блок? Стефче Јакимовски, кој освои 8.121 глас, заедно со коалицијата Храбро за Македонија, Билјана Ванковска од Левица, која освои 41.331 глас, и Максим Димитриевски од Знам за Македонија, кој освои 83.856 гласа. Ајде ќе тргнам од последниот, ќе тргнам од Максим Димитриевски, човекот кој си освои гласови од гласачите на СДСМ, инаку резервирани за СДСМ. Едноставно ја свати играта, се понуди како алтернатива на корумпираните и криминални луѓе во врвот на СДСМ, се понуди како нели чесен македонски патриот кој успеа да прелаже еден дел од македонската јавност, дури успеа да прелажи еден дел од македонските патриоти. Инаку, ајде да се подсетиме дека Максим Димитриевски беше оној кој учествуваше во сето зло кој се случи на Македонија, во промената на името, па на крајот на краиштата се сеќавате на сликите кога и физички се пресметуваше во обидот да го одбрани Заев
и компанија, нели се сеќавате на нивните повреди, на крвавите глави, така што, но тоа е тоа, најверојатно македонските граѓани имаат кратко паметење, а имаат желба да се самоидентификуваат со некого и тоа е извонреден резултат за Максим Димитриевски. Што се однесува до Стефчо Јакимовски, чинам дека неговата бројка дури не заслужува коментар, затоа што навистина не знам како би коментирал нешто кое требаше да биде барем со 10.002 гласа добиени на изборите, после нели добиените 10.000 подписи за кандидат. А што се однесува до кандидатот на левица, чинам дека дури премногу се и овие гласови. Зошто? Затоа што левица дефинитивно заталка по својот пат, наместо она што на почетокот се обидуваше да биде, конечно го покажа дали заталка или го покажа вистинското лице, односно заталка во сферата на болшевизмот, во сферата на најмрачната, на најтемната историја на човештвото, сталинизмот и болшевизмот. Се што левица продава како идеологија во последнава година е наследство на болшевизмот, наследство на најмрачниот дел на човечката историја. Народот не сака да му се врати болшевизмот, можеби ги сака левите опции, можеби ја сака еднаквоста, можеби сака повторно враќање на државната собственост наспроти нели олигарсите кои владеат со економските богатства во држава, меѓутоа не го сака болшевизмот, не сака поклонување на гробот на Енвер Хоџа, и токму затоа чинам дека поминаа така како што поминаа и мислам дека за нивна жал на парламентарните избори ќе поминат уште полошо. Господине Ангеловски, ќе ве задржим уште малку на Максим Димитриевски. Дали со овој број кој што го освои преку 83.000, близко 84.000, може да заклучи дека на некој начин се роди така наречен трет блок, со тенденција да прерасне во втор блок, а со преземање на членството на СДСМ? Значи, не може да се зборува за трет блок, може да се зборува токму за она што го велите, дека станува збор за поделба во вториот блок. Значи, поделба во левицата. Трет блок е нешто сосема друго, тоа треба да биде некое автентично движење, кое што нема да има ништо заедничко со либералните вредности на левицата, оние вредности кои се закануваат да ни го уништат општеството. Максим Димитриевски е токму можеби оној кој внатре во либералната левица се обидува да внесе по-традиционални вредности. Значи, токму тоа е она што кај луѓето кои се во Македонија наклонети кон левата политичка опција, меѓутоа не ја прифаќаат либералната, неолибералната агенда за уништување на семејството, за уништување на младите, за уништување на нацијата и на државата. Ете тие и таквите препознаа во Димитриевски и во неговото движење традиционални вредности во левата политичка идеологија. И најверојатно во иднина токму меѓу тие две политички идеологии на левицата и ќе се води битка. Чинам дека доколку во светски рамки, а полека, таа и таква либерална агенда почнува да ја губи битката во сите оние нели геостратешки односи, дека во една таква ситуација и таа неолиберално крило на левицата во Македонија ќе изгуби битката и можно е да дојде дури до, иако некои не веруваат, да дојде и до бришење на постоењето на СДСМ како политичка партија. Над 600.000 граѓани во првиот круг од претседателските избори со својот глас покажаа дека посакуваат промени. Парламентарната и претседателската кампања за ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, како и за СДСМ и нивната коалиција, продолжува и парламентарната кампања и за другите политички чинители.
Како ја оценувате парламентарната кампања на во овие изминати неколку денови и каква кампања очекувате во следните денови на овие два политички субјекти, ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија и СДСМ со нивната коалиција? Очекувате ли бројот на излезеност, особено на неопределените, да се зголеми после големата победа на кандидатот на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија Гордана Силјановска-Давкова во првиот круг, а да ги деморализира членовите на СДСМ после слабиот резултат на нивниот кандидат Стево Пендаровски? Ќе успее ли СДСМ да се соземе од добиениот шок? Па, чинам дека ова веќе го продискутиравме, дека е веројатно дека бројката на гласови на контото на нашата коалиција ќе расте и дека доколку на контото на СДСМ и неговата веќе и непостоечка коалиција не се намалува, а ќе остане најмногу во рамките на веќе добиените гласови. Тоа е прво. Зошто е тоа така? Затоа што очигледно дека СДСМ не сака ниту да ја свати лекцијата која граѓаните на оваа држава му ја даваат, а тоа е дека треба да понуди нешто за собствените граѓани, не само за собствените членови, не само за врвот на раководството на собствената партија. СДСМ гледате дека и понатаму и во овие неколку дена во продолжение на кампањата продолжува со една и иста реторика. ЕУ, европскиот пат, европските вредности наспроти изолација. ЕУ, европскиот пат наспроти изолација. Во ситуација кога немате што да понудите, во ситуација кога ништо не сте направиле во 7 години власт, во ситуација кога немате програми, немате ништо што сте го замислиле за иднината на собствената држава и собствениот народ, вие едноставно и единствено излегувате со тезата дека или ЕУ или изолација. Ами јас им напишав многу скоро еден текст во кој ја опишувам изолацијата. Изолацијата, да речеме, ја имаат и граѓаните на Норвешка, на Швајцарија, на Исланд, на Монако, на Сан Марино и така натаму држави кои се наоѓаат во Европа, кои не се дел од Европската Унија, и тие држави имаат просечна плата некаде од 3,5 до 7.000 евра. Од друга страна, ние имаме држави членки на Европската Унија, како што е Бугарија, каде што просечната плата е 1085 евра. Унгарија, каде што просечната плата е 1070, и Романија, каде што просечната плата е околу 1100 евра. Ете, тие држави не се изолирани. Ете, тие држави се наоѓаат во Европската Унија. Меѓутоа, платите се повторно тука. Оние пак се, изолирани. Една држава помала од нашата, Монако, имаше сила минатата година дури и да ги прекине преговорите за влез во ЕУ, велејќи дека се надминати црвените линии кои принцот Алберт ги запиша во времето кога го подпишуваше договорот за влез во Европската Унија. Тоа ќе рече дека не поминува веќе таа лага кај македонскиот народ, кај македонските граѓани, дека да, луѓето сакаат подобра иднина, меѓутоа сакаат понуда за подобра иднина. Од друга страна, ние како коалиција детал ја нудиме подобрата иднина. Тоа се рече се 1200 проекти кои детално кажуваат како замислуваме оваа држава и нејзините граѓани да се движат напред и да добијат подобар живот. Ете, тука е разликата меѓу двете коалиции и токму затоа е разликата во гласовите и токму затоа таа разлика ќе станува поголема во вториот круг. Господине Ангеловски, би сакале да го слушнеме вашето видување за кампањата на другите политички субјекти, особено за оние од кои очекувате дека ќе добијат барем и еден пратеник во законодавниот дом. Дали очекувате поголемиот дел од гласачите кои гласаа за Пендаровски, а кои гласови најверојатно доаѓаат од СДСМ, како и претходно што рековте, на 8 мај да го напуштат бродот кој тони и да се припојат кон Знам за Македонија на Максим Димитриевски, иако веќе Димитриевски се изјасна дека нема да има такво нешто. Значи, Димитриевски се изјасни дека нема да коалицира со СДСМ и со ДУИ. И тоа е уште една негова
добро смислена пропагандна значи реченица, затоа што со тоа тој не само што ќе привлече и ќе повлече од левоориентираните граѓани во Република Македонија и ќе си го зголеми контото, но и ја отвора вратата за учество во идната влада на Република Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Со тоа тој ги повикува отворено и македонските албанци од опозицијата да се придружат во таквата влада, велејќи дека нема можност за коалиција со ДУИ и со СДСМ. Тоа ќе рече дека веќе се надзира она што ќе се случува после изборите. Што се однесува до останатите политички субјекти, не очекувам дека кој да е од нив ќе се најде, нели имаме 14 или не знам колку учесници во парламентарната трка, не учествувам дека кој да е од нив ќе се најде во парламентот, освен левица со неколку, со 2-3 или максимално 4 пратеника, и така некако ќе изгледа мапата на идниот парламент. Мнозинството ќе го имаме ние како коалиција со ВМРО, предводена од ВМРО ДПМН. Тука некаде, вие сакам да ги подсетам оние кои не слушаат, дека не е ова прв пат, туку е практика, кога ВМРО ДПМН треба да дојде на власт, еден дел од социјалдемократите да се реорганизираат во друга политичка партија, за да повторно останат и понатаму во власта. Примерот ни беше во 1998 преку формирањето на Демократската алтернатива на Васил Тупурковски, кога еден дел од левоориентираните, односно од СДСМ, премина во Демократската алтернатива, таа влезе во коалиција со ВМРО ДПМН, еден дел од тие левоориентирани повторно се најдоа на власт, меѓутоа едно мора да знаеме дека тоа е и проект на таа така наречена меѓународна заедница, за да може преку политичка партија формирана од левицата, а која ќе влезе во коалиција со ВМРО ДПМН, да го контролира однесувањето на ВМРО ДПМН. Вториот случај ни беше во 2006-та, кога се формираше НСДП на Тито Петковски, која исто така влезе во коалиција, преку НСДП еден добар дел од лево ориентираните во СДСМ се прелеа на страната на ВМРО ДПМН, останаа во власта, а меѓународната заедница можеше да го контролира ВМРО ДПМН. Денес, логично на тоа, се случува истото, формирано е знам како движење, еден дел од социјалдемократите ќе се прелеат преку него во новата власт, ќе учествуваат во новата власт, а таа и така наречена либералната меѓународна заедница, која се уште ги раководи политичките процеси во Македонија, ќе има маша во новата власт преку која ќе може да го дисциплинира, ајде вака, символично да речам, ВМРО ДПМН е доколку не сака да се однесува според нивните барања. Дали левица е вториот најголем губитник како резултат на слабиот резултат на нивниот претседателски кандидат, односно кандидатка Билјана Ванковска, и на што се должи тоа? Па тие си знаат дали се губитници или не, очигледно не се чувствуваат како губитници, се чувствуваат дека имаат добар резултат и јас им посакувам таквиот резултат да го задржат и на парламентарните избори. Кажав на што се должи, дали свесно или несвесно, заталкаа во водите на болшевизмот. Знаете, во политичката практика, во политичката теорија, во политичките учебници и енциклопедии има поделба на левицата, на левата политичка страна, кај што постојат леви политички партии и она што во англискиот јазик се нарекува левтизм, левичарење. Тоа се левица. Тие се обидуваат да левичарат во државава, а во тие и такви енциклопедии пишува дека се тоа квази левичари, дека се тоа само анархисти кои се обидуваат да ловат во матно. За жал, за нивна жал, најверојатно ќе се докаже дека токму левица биле тоа,
луѓе кои барајќи анархија, не сакајќи ред и поредок, она што е пак мото на десницата, law and order, ред и закон, дека се обиделе само да ловат во матно, и чинам дека тоа беше максимумот на левица, ќе бидат тие 3 или 4 пратеника. Јас го слушам нашиот коалиционен партнер Христијан Мицковски, кој ги повикува и нив на некаква соработка, меѓутоа ќе видиме дали ќе ни биде потребна. Како ќе ги прокоментирате изјавите кои доаѓаат од челниците во СДСМ, дека во следните 10 дена ќе тропнеле на секоја врата за да ги прашаат граѓаните што било тоа што кај нив предизвикало соодветен револт, за да ги казнат на начин како што ги казна. Ве загрижува ли тоа што после се она што им го направија на Македонија и на македонскиот народ и на поголемиот дел од македонските граѓани, се уште не им било јасно зошто ги казна? Остана ли нешто што може да им го ветат на граѓаните за да го поправат катастрофалниот резултат? Знаете што, многу е добро што тие ќе тропнат на секоја врата. Меѓутоа, уште подобро е што малку врати ќе им се отворат. Тоа треба да го сватат, дека многу малку од вратите кај што ќе тропнат, ќе им бидат отворени. Едноставно, граѓаните во оваа држава повеќе не сакаат дури ниту да им ги видат суратите на тие луѓе, свесни за сето зло кое им го начинија. Јас не знам дали само тие не се свесни за она, дали живеат во некој розов свет, во некој посебен свет, дали со посебни очила го гледаат светот во кој живеат. Ами, 90% од граѓаните се незадоволни од се ова што им се случува. Дури и оние кои сметаа дека влезот во НАТО е некаква исклучителна придобивка, видоа дека после влезот на Република Македонија во НАТО, не само што не се подобри ништо, туку многу од нештата станаа и полоши. Видоа дека сето била една голема лага, дека всушност не влезе Македонија во НАТО, дека НАТО влезе во Македонија. Она истото што многу скоро ќе го почувствуваат и луѓето од Финска, од Шведска, оние кои 200-годишната независност, нешто што со пари не се купува, си ја жртвуваа не за тие да влезат во НАТО, туку НАТО да влезе кај нив. Значи, стануваат луѓето полека свесни за придобивките, односно непридобивките од сето тоа. Стануваат свесни дека и упорната мантра на СДСМ за ЕУ или изолација е уште една голема лага. Стануваат свесни дека не само што не добија бесплатно лекување низ цела Европа, она што им беше ветувано, туку не можат да се лечат ниту овде во Македонија, дека не можат да ги добијат потребните лекови. Вие гледате дека луѓе молат за лекување, дека луѓе молат да им бидат платени трошоците од фондот за здравство. Ами сето тоа веќе е повеќе од јасно. И на која и на чија врата ќе удрат, ќе чукнат луѓето од СДСМ? Ќе чукнат ли на вратите на оние чии блиски починаа во несреќата кај ласкарци? Ќе чукнат ли на вратите кај оние чии луѓе починаа во автобусот во Бугарија? Ќе чукнат ли на вратите на оние кои загинаа во модуларната болница од ето? На чии врати ќе имаат смелост да чукнат тие луѓе? Ќе чукнат ли на вратите на оние кои живеат со 150 денари месечно? На чии врати имаат смелост да чукнат тие луѓе и да се обратат? Затоа завршена е приказната со нивното удирање по вратите, со нивното подчукнување на вратите. Завршена е таа приказна. Ќе си заминат во најцрните, најтемните странички на македонската историја, а дел од нив нема да одат ниту таму, туку ќе си заминат онаму каде што им е местото, каде што за криминал се седи 5, 10, 15 или не знам колку години. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Артан Груби дека гласовите кои ги добил Бујар Османи ќе ги насочиле кон оној кандидат чија политичка партија ќе прифатела избор на председател во собранието? Значи, тој лик кој се наметнува како сериозен лик во македонската политика,
а всушност беше обичен водач на навивачката група на слога од Чаир Шверцери, самото име ви кажува за каков човек станува збор. Тој човек веќе полека го губи правецот во своето однесување, заталка во она што значи криминал и корупција. Човекот ќе биде најверојатно првиот кој ќе мора да одговара за многу нешта пред македонската јавност, а двојно повеќе пред јавноста на македонските албанци. Тие се понезадоволни од неговото однесување. И сега што му останува, освен да продолжи да игра на картата на на етничките, условно речено, негови барања за етнички поголеми права се уште на албанците кои нели ги немаат доволно и сега уште им е потребно и да се избира председател во парламентот, не заради друго, заради тоа што сметаат дека при таков избор ќе можат вака или онака со постизборен инженеринг да обезбедуваат мнозинство за кандидатот за кој тие би застанале. Евентуално тоа би бил албанец, македонски албанец, значи македонец со албанско етничко потекло, или кандидат на СДСМ кој за нив би бил прифатлив. Меѓутоа, врв на демократија во секоја држава е председателот да има што поголеми условно речено ингеренции, а ингеренции се добиваат со директни и непосредни избори, со добивање 400 или 500.000 гласа од граѓаните на државата, наспроти 61 или 63 гласа од пратениците во парламентот. Од тука може Груби да зборува што и да е, меѓутоа тие 120.000 гласа тој не ги носи во неговиот джеп, па за да може да ги истури пред кандидатот на опцијата која нему му се допаѓа, така што најверојатно тоа е само повторно една реторика во предизборието со која Груби сака да купи уште малку нели комоција во неговото политичко однесување. Како што веќе рековме, во тек е финалната кампања за председателските избори кои ќе се случат на 8 мај. Како гледате на кампањата на двајцата кандидати за председател на Македонија, Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова? Кој од нив води позитивна, а кој негативна кампања? И какви резултати очекувате на 8 мај? Кај кој кандидат ќе се наклонат гласовите на кандидатите кои не се пласираа во вториот круг? Кој од овие двајца кандидати заслужува да биде председател на Македонија и секако кој од нив двајцата ќе ја добие таа висока функција, бидејќи понекогаш ја добива таа функција и оној кој што не ја заслужува? Треба ли да стравуваме од бојкот во вториот круг за избор на председател на Македонија и дали е можно некакво изненадување во негативна смисла во вториот круг на председателските избори на 8 мај, господин Ангеловски? Значи, чинам, ајде ќе почнеме од крајот, чинам дека не е можно изненадување, односно не е можно кандидатот на СДСМ да добие повеќе гласови од Гордана Силјановска-Давкова. Тоа е единственото кое сме сигурни, дека не е можно да добие повеќе гласови. Се друго е можно. Можен е бојкотот на изборите. Зошто? Затоа што СДСМ не ќе му биде прв пат да докаже дека е неодговорна политичка партија, дека собствените лични криминални интереси му се поважни од интересите на државата и на граѓаните на Република Македонија, затоа што бојкотот е најголемиот стадиум на неодговорност кон државата и кон граѓаните. Доколку СДСМ се осмели да го стори тоа, повторно нема да успее во намерите да не се избере председател, меѓутоа ќе си го докаже уште еднаш вистинското лице за неодговорност кон собствените граѓани и собствената држава. Што се однесува до македонските албанци, најверојатно е дека нивниот
број на гласачи ќе биде многу намален, затоа што е реално да признаеме дека нема да бидат мотивирани за гласање за председателски кандидат, затоа што на крајот на краиштата и јас не би бил мотивиран да излезам и да гласам, доколку мојата политичка опција нема кандидат во вториот круг. Говорам, значи, реално говорам за она што е вистински однос на луѓето. Ако немате ваш кандидат, вашиот мотив за излегување веднаш станува помал. Може би не би требало да биде така, бидејќи изборот без разлика за кој кандидат, дали е тоа ваш, на вашата опција или не, е избор за наредни 4 години во кои вие треба да живеете. Но е прифатливо и е разбирливо дека ќе биде намален бројот на гласачите од македонските албанци кои ќе се изјаснуваат за председателски кандидат. Меѓутоа, повторно сметам дека и таа бројка нема да биде толку мала за да овозможи немање на цензус од 40%, со што би се задоволиле потребните гласови за да биде избран председател на Република Македонија. Од тука сметам дека она што значи подадена рака и барање на Христијан Мицковски за национално обединување, а она што беше погрешно толкувано од многумина, ќе кажам и зошто, но сметам дека тој и таков негов потек ќе доведе токму до излезност и до имање цензус од 40%. Многумина се обидува да го протолкуваат ова. Господин Ангеловски, ако може за момент, за ова би сакале, за изјавите на Мицковски би сакале покасно малку да зборуваме, ако немате ништо против? Во ред, ајде, тогаш одиме понатаму. Господин Ангеловски, како ќе ја прокоментирате изјавата на Пендаровски дека нема да барал никаков договор за механичко префрлување на гласовите со ниту една политичка партија, односно субјект од сите кои учествуваа на председателските избори, а не се пласираа за во вториот круг и дека тој и Гордана Силјановска, професорката, во вториот круг на председателските избори почнувале од нула. Знаете што, нема да бара, тој е свесен дека и да побара такво механичко прелевање, кое е невозможно. Нели рековме, никој не ги носи гласовите, а уште помалку гласачите не ги носи во сопствениот джеп, па за да може да ги истури пред Стево Пендаровски. Од друга страна, резултатите на изборите покажаа дека опозицијското расположение во државава е огромно. Вие, иако ги соберете, еве и механички гласовите, ќе дојдете до 300.000 гласа, кои актуелната власт ги доби на име на собствените кандидати, председателски кандидати. 180 на СДСМ и 120 на ДУИ, тоа се 300.000 гласа. Тоа ќе рече дека дури и механичкото собирање, иако е неможно, бидејќи во политиката никогаш не може 2 плюс 2 да биде еднакво на 4, значи, иако е неможно, дури и таквото механичко собирање на гласовите, не може на Пендаровски да му донесе ништо поразлично од она што го доживеа во првиот изборен круг. Тоа ќе рече дека тој е свесен за тоа и токму за тоа се сака да покаже некаква свест и некаква одговорност, дека тој не е човек кој ќе бара механичко, туку едноставно ќе се обраќа одново кон граѓаните, почнувајќи од нула, нели, успехот и победата негова, наспроти минусот од 180.000 гласа, и дека ќе се обиде така да се спротивстави. Завршена е приказната Стево Пендаровски. Таа приказна, за жал, траеше 5 години, беше неуспешна приказна, а сега е завршена приказна. Како ќе го прокоментирате фактот што некои политички партии, особено СДСМ и ДУИ, целата кампања ја насочија кон безалтернативност, односно без избор, односно избор помеѓу ЕУ и изолација и избор помеѓу Русија и ЕУ. Може ли ЕУ да донесе подобар живот за сите, како и взаемно обединување, особено вака како што е поставена и со ваква концепција? Како ќе ја прокоментирате изјавата на Ковачевски, со која изјава тој ја обвини Гордана Силјановска Давкова дека е против НАТО и ЕУ? Би било трагично ако не е смешно. Значи, се обидов малку да ги загатнам овие нешта, еве сега ќе ги објасниме. Токму таа безалтернативност е она
што го порази СДСМ, а ќе го порази и ДУИ. Ќе одиме поред. Зошто СДСМ? Нивната безалтернативност на ЕУ во однос на изолацијата е исклучително смешна и ја кажав со примерот со државите кои не се членки на ЕУ, кои се исклучително богати и исклучително успешни држави. Тоа ќе рече дека бадијала вие ќе имате куќа во најелитната населба и во најелитниот кварт. Ако внатре куќата ви е нечиста, валкана, несредена, вашите деца повторно, иако живеат во најубавиот кварт, во најелитната населба, вашите деца повторно, само заради тоа што куќата ви е нечиста, што смрди на нечистотија, што е несредена, вашите деца повторно ќе сакаат да ја напуштат. Тоа ќе рече, не е ЕУ оној кој ќе ни ја среди нам куќата. Не е ЕУ тој кој ќе ни донесе благосостојба. Благосостојба и среден дом можеме да си направиме само ние и никој друг, никој однадвор. Ами зарем навистина некој верува дека Европската Унија постои само заради тоа нам, на македонците, на албанците и на сите граѓани да ни донесе радост, да ни донесе среќа, да ни донесе богатство. Ами ако беше така, зошто не им однесоа таква среќа и такво богатство на граѓаните на северозападните општини во Бугарија, каде тоа се Видин и Монтана, каде што граѓаните на Бугарија живеат со 10 евра дневно. Тие се членки на Европската Унија. Зошто таа Европска Унија не им однесе по 50 евра дневно, туку живеат со 10 евра дневно? Значи, да не се лажеме. Европската Унија е само еден сојуз во кој сакате или не сакате да бидете дел. Лично јас имам исклучително негативно мислење за Европската Унија и морам да го соопштам. Ваквата Европска Унија е наддржава која не ги штити интересите на државите членки на Европската Унија. Ние сега, многу скоро во јуни, ќе имаме избори за Европскиот парламент. Треба да знаат граѓаните дека на сите досегашни избори за Европски парламент, излезноста во сите држави членки на ЕУ не била никогаш поголема од 20%. Тоа ќе рече дека вие добивате една европска власт, една европска наддржава, на европски бирократи кои седат во Брисел и кои се исклучително скапо платени, со доверба од 5, 7 или 10%. Затоа што ако излезноста е 20%, ако добиете еве дури и половина од тие 20% излезени, значи дека имате 10% доверба од сопствените граѓани. И вие одите во Брисел и со 10% одлука, доверба, носите одлуки со кои им го диктирате односот на граѓаните во вашата држава, кои имаат власт добиена со 50, 60 или 70%. Примерот со Унгарија е многу поучен. Унгарија има власт во која има доверба од над 50%. Европската Унија со доверба од 5, 6, 7% и наложува на Унгарија како да се однесува, ја казнува економски заради поинаквиот нејзин однос, ами кој е тој што има повеќе власт и повеќе доверба од сопствената власт, од сопствените оние кои добиле 50 или 60%. И овде ќе ви го кажам примерот со господјата Федерика Могерини, која учествуваше во сето зло кои се нанесе на Македонија, која беше комесар за надворешна политика, која доаѓаше овде во Македонија, која ги лажеше македонските граѓани, која ветуваше. Господјата Могерини имаше 3% доверба во сопствената држава во Италија. И сега, тие и такви луѓе, со 3%, со 5% доверба, доаѓаат и вам ви ги раскажуваат приказните за благосостојба и за подобар живот. И вие треба да верувате дека токму тие ќе ви го сторат тоа кое вие сами не можете.
Ние, македонските граѓани, сме тие кои ќе треба да си ги создадеме условите за подобар живот, за подобра иднина и да си ги спречиме нашите деца да заминуваат од државава. А што се однесува до втората теза на Бујар Османи, која тој упорно милува да ја кажува дека имаме избор меѓу Русија и ЕУ, прво, морам да му порачам дека е дипломатски најблагоречено невкусно да користите име на туѓа држава во каков и да е контекст во изборна кампања. Тоа во дипломатијата е недозволено. И второ, ние навистина никој во оваа држава не се определува ниту за Русија, ниту за ЕУ, се определуваме за Македонија. Само оние кои во ниту еден момент во својата долгогодишна политичка кариера ниту еднаш не го изговориле името на Македонија, ниту еднаш не обмислиле ниту еден проект за Македонија. Само тие и ден денес не можат да ни дадат алтернатива за Македонија, туку ни нудат алтернатива меѓу Русија и ЕУ, меѓу изолација и ЕУ. Ние нудиме алтернатива за Македонија. Нам ни треба промакедонска политичка опција, нам ни треба промакедонско однесување, а не ни треба определување меѓу овега и онега, меѓу не знам кој и меѓу не знам никој. Нам ни треба определба за Македонија. Само тие, СДСМ и ДУИ, кои во ниту еден момент немаа проекти за Македонија, кои еве последниве години ниту името на Македонија не го изговоруваат, можат така да се однесуваат и да ни нудат празни и шупливи алтернативи. Мицкоски на истиот ден кога заврши првиот круг на председателските избори, обелодени дека се слушнал со тараварија, а следниот ден после првиот круг на председателските избори разговарал и со некои политички субјекти за постизборно коалицирање, а со цел составување на цврсто парламентарно мнозинство во неговата влада. Како го гледате на ваквиот чекор на Мицковски? Чинам дека е извонредно политички мудро и Мицковски полека, но сигурно човек кој дојде условно речено од некоја позадина на власт во ВМРО ДПМН, полека, но сигурно израснува во квалитетен политичар, во човек кој и нуди на Македонија, да речам, доверба и нуди некаква сигурност во неговото расудување и во неговото политичко однесување. Тоа го покаже и со тоа што веднаш утредента разговарал со таравари, односно разговарал со опозицијата на македонските албанци, со оној со кого треба реално да разговарате, затоа што вие како опозиција треба да имате како најмоćна опозиција, и ако опозиција со најголем број гласови, треба да имате почит кон секој оној кој имал храброст во овие тешки, најтешки можеби времења за Македонија, да се најде на страната на опозицијата. На таквите луѓе треба да им се честита без разлика дали се албанци, бошњаци, роми, власи, ова или она. Да бидеш на страната на опозицијата во време кога се врши дуизација на државата, во време кога се врши заевизација на државата, значи во време кога се врши стравовладење во државата, да бидеш на страната на опозицијата е голема работа и од тука обраќањето на Мицковски до сите кои се опозицијски настроени го сметам за извонреден потек и го сметам за потек кој ќе придонесе за формирање на една цврста и многу моќна влада после изборите од 8 мај. Лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски, на еден од народните митинзи, ми се чини дека тоа беше на митингот во Охрид, повика на национално обединување. Неколкумина аналитичари и лидери на политички партии таквиот повик го сватија како повик до СДСМ, Левица и Знам за Македонија, а некои пак отидоа дури чекор погоре. И таквиот повик го сватија како националистички, насочен против албанците. Може ли да има обединување со оние кои директно, но и индиректно ја ставија Македонија во мртвечки сандук? Како го сватите вие повикот за национално македонско обединување од страна на Мицковски? Дали е можно обединување со сите?
Слична порака за обединување испрати вечерта кога ја прогласуваше победата на кандидатката за претседател на Македонија Гордана Силјановска-Давкова. Дали вие очекувате дека обединувањето кое го побара Мицковски ќе се случи на 8 мај, но и после 8 мај? Знаете, за да може да говорите воопшто на вакви теми, треба да ги знаете нештата и јас им се чудам на тие аналитичари, на тие политичари и на тие кои истрчуваат со анализа, а при тоа не ги знаат нештата. Најпрвен треба да разликувате што е народ и што е нација. Значи, за да зборувате за национално обединување, треба да знаете што представува нацијата. Нацијата е збир од сите граѓани кои живеат во националната држава. Наша национална држава е Република Македонија и припадници на македонската нација се сите граѓани кои живеат во незините рамки. Тоа ќе рече припадници на македонската нација се македонците, албанците, турците, ромите, власите и сите оние кои се чувствуваат етнички вака или онака, меѓутоа се припадници на македонската нација. Тоа, упорно го говорам, е придобивка на Вестфалскиот договор од 1648, од кога се воспоставува терминот нација и во сите држави, во сите национални држави, припадниците, граѓаните на таа држава се припадници на нацијата на таа држава. Значи, обраќањето на Мицковски беше многу јасно и многу децидно. Национално обединување. Тој не рече сенародно обединување на македонскиот народ, тој не побара обединување на политичките партии на македонците, туку побара национално обединување на сите оние кои на кои им е доста од криминалот, од корупцијата и од злото кое ние го живееме. Во таквото национално обединување мора да има место за припадниците на македонската нација, на сите оние, повторно ќе речам, припадници на второто општество. Наспроти, најавата на СДСМ и ДУИ дека ќе формираат, дека ќе создаваат едно општество за сите, тие создадоа две општества, едното за нив и едното за сите останати. Припадниците на тоа второ неправдано општество треба да го создадат националното обединување во името на македонската нација. Онеправданите членови на македонската нација без разлика на нивната етничка припадност. Ете, само така сватена пораката на Мицковски може да биде вистински сватена и само така сватена може да доведе до прво, релаксација на меѓуетничките односи во Република Македонија. Ако сватиме дека сме ние сите припадници на македонската нација, дека секој од нас има поинакво етничко потекло, едниот има вакво, онакво, не знам какво, вие гледате дека, на пример, господјата Силјановска-Давкова дури се за прв пат во историјата на македонската држава се обраќа и на српски јазик на припадниците на членовите на македонската нација со српско етничко потекло. Тоа ќе рече дека нештата веќе се менуваат, дека нацијата треба да ни биде примарна, дека национализмот треба да ни биде примарен, но она што позитивно сватено како национализам во одбрана на македонската нација, чии припадници сме сите ние. Ете, така треба да биде прифатен предлогот на Мицковски. Тој не се однесува до ниту една политичка партија, не се однесува до ниту една етничка група во Македонија, туку се однесува до сите македонци по националност, а без разлика на нивното етничко потекло. Господине Ангеловски, како гледате на изјавата на пратеникот Крмов, но и на Пасиев, дека тие од Левица ќе понуделе платформа со 5 клучни точки, меѓу кои да нема преговори за унитарност, за секуларност, за идентитетски прашања, за територијалниот интегритет и за државните инсигни, и дека онаа партија која е спремна да ги прифати нивните барања, биле спремни и тие за да разговараат со нив. Знаете, вред е и треба секоја политичка партија да има своја платформа. Да речеме, ние во МААКСија имаме нашата платформа,
и токму затоа се наоѓаме во оваа коалиција, сметајќи дека најлесно можеме барем дел од незе да реализираме соучество во коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, инаку најверојатно не би биле тука. Значи, вред е да имаш платформа, вред е да ја изложуваш собствената платформа, меѓутоа не е вред како политичка партија која во моментов има 20 пратеници, а која може би ќе има 3 или 4, да биде таа која ќе условува разговори со собствената политичка платформа. Значи, имањето на платформа е извонредно во преговорите во кои евентуално би биле повикан да учествувате за формирање влада. Ете тогаш, ако оној кој е најмоќен, оној кој ги има најмногу гласови и најмногу пратенички места, оној кој на крајот на краиштата заради уставните можности, заради уставот ќе го добие мандатот, не може мандатот да го добие некој со 2 или со 4 пратеника, туку мандатот ќе го добие според уставот на Република Македонија за формирање на нова влада, ќе го добие оној кој ќе има најмногу пратеници на своето конто. Тоа ќе рече, доколку од тој човек кој според уставот ќе го добие мандатот, бидете повикани на преговори во формирање на нова влада, ете тогаш ќе дојдете со вашата платформа, ќе ги изложите точките од вашата платформа и ќе побарате реализација на дел од тие точки. Таков е таква е процедурата, таква е нормалното однесување во една демократија. Не може се да оди преку трупа, како што вие сакате, не може се да оди преку анархија, како што вие сакате, сепак треба да се почитуваат некои процедури, треба да се почитува Уставот на Република Македонија и на крајот на краиштата треба да се почитува, или на почетокот треба да се почитува волјата на граѓаните. А волјата на граѓаните вели дека коалицијата предводена од ВМРО ДПМН ќе има најголем број на пратеници, нејзиниот лидер ќе добие мандат за формирање на влада и едноставно вие тоа мора да го почитувате. Кога сме кај бројките, ако ги земеме во предвид освоените бројки од првиот круг на председателските избори и ги пресликаме во пратенички мандати, според Донтоновиот модел, ВМРО ДПМН би бил помеѓу 53 и 56 пратеници, а СДСМ 24 пратеници. Како треба ВМРО ДПМН да се постави сега? Колку е опасно ако падне во еуфорија со ваквите бројки, особено ако се зема во предвид дека ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија се оставени сами на себе, бидејќи сите политички чинители во Македонија, вклучувајќи ја и меѓународната заедница и дел од неја, се против тоа да ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија дојдат на власт, а доказ за тоа и повикот на германскиот канцелар Шолц гласачите да гласале за СДСМ и за Пендаровски. Да не ја заборавиме и спремноста на СДСМ да ветува се и сешто, дури и тоа да ги даде сите министерски места на другите политички чинители кои евентуално би се согласиле да формираат новата влада без ВМРО ДПМН. Какви се вашите очекувања од парламентарните избори? Дали оваа бројка на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија ќе се зголеми и колкава бројка очекувате? Какви се вашите очекувања за бројот на пратеници за СДСМ и коалицијата? А би сакале да го слушнеме вашите очекувања за тоа од кои партии, односно политички субјекти, ќе биде составена новата влада и со колку пратеници, ако е можно тоа да биде изразено преку бројки, за да ни го насликате составот на собранието после изборите. Премногу прашања во едно и од некаде мора да тргнеме. Значи, јас уште многу одамна, најверојатно и на некој од вашите емисии говорев, најпрви која е целта на СДСМ. За да дојдеме до одговор на многу од овие прашања, треба да ја знаеме, а јас барем ја знаев уште многу одамна, што е целта на СДСМ. Ни ми беше јасно дека тие не можат да формираат влада, дека не можат да добијат доволно гласови за да имаат мандатар и да формираат влада. Нивната единствена цел беше да се одземат што повеќе гласови од нашата коалиција, за да биде приморано да се влезе во коалиција со ДУИ. Значи, единствен спас СДСМ гледа во
идејата, коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е да мора да коалицира со ДУИ, сметајќи дека доколку ДУИ остане во власта и во новата власт со нас, дека со тоа, спасувајќи се себе си и своите собствени криминалци од судот на јавноста, ќе ги спаси и криминалците од СДСМ. Таа е првата цел. И втората цел е како СДСМ да обезбеди доволно гласови за да не се распадне после изборите. Очигледно дека ниту првата, ниту втората цел ќе ја постигнат. Ниту ќе ни одземат доволно гласови за да мора да коалицираме со ДУИ, а се поизвестно изгледа дека нема да освојат ниту доволно гласови за да се спасат од собствениот распад. Тоа е првото. Второ, гледаме дека опозицијата на македонските албанци станува исклучително моќна и не се плаши од дуизираното општество и дуизираната власт. И дека најверојатно бројката на пратеници кај нив ќе биде некаде двоцифрена, односно околу 10. 10 пратеници за опозицијата на македонските албанци е исклучително голема бројка и е бројка која им ветува учество во новата влада, нормално, доколку тие го сакаат тоа. Она што го зборувавме дека учеството на ЗНАМ, на Максим Димитриевски, најпрвин ќе биде резултат на добиените гласови и на 7, 8 или 10 пратеника кои тој ќе ги освои, меѓутоа ќе биде и проект, како и секогаш досега, на таа либерална меѓународна заедница за учество на дел од левицата во новата власт, преку чие учество ќе може да го регулира до некаде односот на ВМРО ДПМН и нашата коалиција во новата влада. А што се однесува до меѓународната поддршка, го споменавте господинот Шолц, јас упорно говорам дека светот за жал има криза на лидери, а ако некој таа криза ја чувствува, тоа е токму Германија, значи и господинот Шолц и господјата Аналена Бербок и останатите се, ајде ќе бидам малку дури и груб, обични карикатури во германската политика во споредба со она што како политичари Германија знаела да изнедри. Да не одиме многу подалеку од Ангела Меркел, да не одиме многу подалеку од еден Вили Брандт, тоа се луѓе, политичари кои имале дигнитет и луѓе кои го германското достоинство го пренесувале низ светот. Ами вие гледате дека господинот Шолц е еден обичен измеќар на Бајденовата политика, какви што се за жал, впрочем, и мнозинството од европските лидери во моментов. Европа има криза на лидерство, Европа нема лидери, големи од типот на еден Дегол, од типот на оние кои раководеа со европските држави, и токму затоа не се осврнувајте на зборовите на тие и такви лидерчиња, и нивната поддршка во основа дури може да има и негативен одек кај македонските граѓани и кај луѓето кои размислуваат со сопствена глава. Господине Ангеловски, како ќе ја прокоментирате изјавата на американската амбасадорка Ангела Агелер дека ќе следи руско влијание во Македонија за време на изборните кампањи и на самите избори? Па да не беше смешно, повторно ќе речам, би било трагично, дури невкусно е, знаете, невкусно е од позиција на замешател во сите случувања во држава да барате туѓо замешување во политичките процеси. Ние гледаме дека американската амбасада се обидува да се замеша во сите процеси во оваа држава. Гледаме дека зборува дека ќе се бори против корупција, дека ќе се бори. Како можете вие да се борите во една држава, како амбасадор во една држава против корупцијата во таа и таквата држава, доколку не се замешате во процесите во таа држава? Како можете вие воопшто да говорите за што и да е
дека ќе придонесувате во некоја држава, доколку не се замешате во процесите во таа држава. Дали сте го чуле рускиот амбасадор да излезе со таква идеја, изјава дека ќе учествува во овие или во оние процеси? Навистина, доколку сметаат дека Русија е бабарога со која треба да ги плашат македонските граѓани, тогаш во ред, нека биде така. Еве ќе ги заплашуваат децата, меѓутоа е невкусно, знаете, токму таа жена беше присутна, насмејана и среќна на подпишувањето или на започнувањето на некој, нели, на подпишувањето на договорот со Бехтел и Енка на најголемата корупцијска сделка во Република Македонија. Таа е покровител на најголемата корупцијска сделка во државава во овие 34 години. И сега вие како таков да излезете и да зборувате за какво и да е нечие влијание во оваа држава, а на крајот на краиштата не ќе да е влијание, туку ќе да е едноставно однос на македонскиот народ кон една држава и еден народ со кој споделува некакви заеднички вредности. На крајот на краиштата, ваква или онаква, таа Русија и тој руски народ споделуваат милениумски вредности со нас македонците. Ами ние со рускиот народ споделуваме двомилениумско или 2000-на вредност како што е православието. И никој таа вредност не може да ни ја одземи и споделувањето на тие вредности не може да ни го негира. Ние како македонци со рускиот народ споделуваме милениумска вредност, а тоа е кирилицата, тоа е азбуката на која пишуваме. Епа, има ли некој право да ни ги одземе славењето, да ни го одземе славењето на тие заеднички вредности? Дали сега Русија е ваква или онаква во очите на неолибералите, тоа е нивни проблем. Меѓутоа, ова се заеднички вредности кои ние ги споделуваме со рускиот народ. Од друга страна, наспроти нашето православие, кој како заедничка вредност го споделуваме, ние ја имаме западното христијанство. Вие знаете дека во западното христијанство ја имате инквизицијата, која ликвидира стотници илјади и милиони луѓе кои не се согласуваа. Дали е тоа вредност која ние треба да ја споделуваме? Вие го имате во западното христијанство палењето на жените на клада. Дали е тоа вредност која ние треба да ја споделуваме? Вие го имате прогонот на евреите од западното христијанство, посебно во 15-тиот век, посебно од Шпанија и Португалија, кога тие и такви луѓе, знаете каде најдоа прибежиште? Овде кај нас на Балканот, најдоа прибежиште во Турција, во Солун. Тоа се тие вредности кои ние не сакаме да ги споделуваме, а со рускиот народ сакала Ангела Агелер или не сакала, ние ги споделуваме. И тука не станува збор за влијание, туку станува збор за споделување на заеднички вредности. Према вас, кои се првите чекори што треба да ги преземе новата влада за да излеземе од ваквата ситуација во која што се наоѓа Македонија, за да можеме да го осетиме подобриот живот, а истовремено да чукнеме на вратата на ЕУ како рамноправна, независна и суверена држава, бидејќи сега не може да речеме дека Македонија е таква? Сега се извинувам, ќе се вратам на уште една реченица на она што говорев пред малку, а тоа е да ве потсетам на зборовите на Карл Билт, човекот кој доаѓа од Шведска и кој нели беше еден од учесниците во се она што се случуваше, кој рече дека, го цитирам, дека православието е најголемата закана за светот. И ќе ве потсетам сега на зборовите на естонскиот министер за надворешни работи, кој побара Руската православна црква да биде прогласена за терористичка организација. Значи, тоа православие кое го споделуваме е злото, нели под наводници, со кое западниот либерализам сака да се справи. Толку околу тоа. А сега околу она што треба новата влада да стори, најпрвин мора да ги стори двете основни нешта, упорно го зборувам тоа. Прво е
да ја излече Република Македонија од банкротот во кој се наоѓа. Мора да му биде јасно на секој дека, за жал, Република Македонија се наоѓа во банкрот, дека сите показатели зборуваат за огромна презадолженост на државава, дека зборуваат за испумпување на огромни суми пари од буџетот на Република Македонија во фирмите блиски на Артан Груби, за да се создадат економски монструми кои ќе ги раководат политичките, економските и обштествените односи во државава. Значи, прво нешто што треба е да ја вратиме државава од банкрот и да ги вратиме во буџетот на Република Македонија испумпаните, криминално испумпаните пари и да се оневозможи создавањето на економските монструми кои ќе ја владеат државата. Тоа е првото. И второ е да се врати правдата во Република Македонија. Овде не зборувам за правосудниот систем, односно не зборувам само за правосудниот систем, туку зборувам за правдата која треба да завладее во сите сфери. Правда во однос на сиромаштијата и богатството, правда во однос на вработувањето и невработувањето, правда во однос на институциите кон поединецот. Значи, правда која треба да ја почувствуваат граѓаните на Република Македонија, затоа што јас упорно повторувам, децата и младите, а и повозрастните, не се селат од државава, затоа што немаат можност да преживеат, не се селат од државава затоа што не можат да се вработат, не се селат од државава затоа што не можат да имаат просечен, нормален живот, се селат од државава не можејќи да ја истрпат неправдата со која живеат секојдневно. Живеат од моментот кога наутро ќе се разбудат до моментот кога навечер ќе заспијат. Цел ден на граѓаните на Република Македонија им е исполнет со неправдата која ја чувствуваат на секој чекор. Доколку тоа не го вратиме, тогаш подобро е и ние да не формираме влада, доколку не ја вратиме правдата на улиците, правдата во градовите, правдата во селата, правдата во животот на секој поединец. Тогаш нема потреба да формираме влада, тогаш нема потреба да се измачуваме да одиме на избори. Значи, тоа се двете основни нешта. Се друго, заживување на ова или на она, вработување, сето друго е второстепено. Извлекување од што значи сиромаштија и враќање назад на испумпаните пари во фирмите блиски на Артан Груби и враќање на правдата во душата на секој поединец во оваа држава. Господине Ангеловски, како гледате на тоа што извештајот за Македонија од страна на Стейт Департментот кој излезе пред некој ден потврди дека имало сериозна владина корупција и дека била загрозена слободата на изразување? Дали со ваквото соголување на лагите на владата на Ковачевски, САД веќе го трасира патот на СДСМ и на ДУИ за во опозиција и тоа на подолг период? Или пак овој извештај има друга позадина или пак не значи ништо? Знаете, за мене тој извештај не значи ништо. Треба ли некој бирократ седнат во Стейт Департментот да ми каже дека во Македонија има корупција, дека во Македонија има криминал, дека во Македонија е оневозможен јавниот збор. Ами, извештајот на моите сограѓани за мене е најмеродавен. Прошетајте по улиците на Скопје, прошетајте по улиците на кој сакате македонски град, поразговарајте со кого и да е, секој ќе ви каже дека има корупција, дека има криминал. Не постои човек кој тоа нема да ви го каже. Ете, тој извештај е вистинскиот извештај. Бирократите од Стейт Департментот го согледале тоа и јас им благодарам што го согледале, меѓутоа не верувајте им на данајците и дарови кога носат, барем тоа е мојата девиза во однос кон Стейт Департментот и кон нивните извештаи. За мене е најважен извештајот на моите сограѓани кои тврдат дека има корупција и криминал, а обидот и јас лично да бидам замолчен
посебно на социјалните мрежи, од оние, нели, од цензорите кои си се нарекуваат вистиномери, кои се единствените од Бога дадени да проценуваат што е вистинито, а што не е. Значи, обидот, и јас лично да бидам замолчен, за мене е доволно јасен извештај дека нема слобода на зборот, дека нема можност да биде кажана вистината. И сега еве ќе искористам, ќе ви одземам половина минута да кажам дека сторив нешто со што се гордеам. Излегува од печат 3 мои книги во кои се поместени колумните, текстовите кои 20 години тоа, так. Па тогаш ќе оставам кога ќе дојдеме, меѓутоа сакам да кажам поместени се на повеќе од 1000 страници, повеќе од 300 текста во кои се обидувам да ја кажувам вистината, текстови кои биле и забранувани од вистиномерите, од цензорите либерални, од луѓето кои воведуваат демократура во Република Македонија. И овде може би е место да кажеме дека, за жал, не само во Македонија, туку во целото таа заедница, западно-христијанска заедница, а која и се наметнува и на Македонија, имаме систем на демократура. Значи, тоа треба оние од State Department да го фиксираат во своите извештаи, дека и во нивната држава, и во сите држави каде што воведоа свое влијание, има систем на демократура. Тоа значи демократија со владење на диктатура на малцинството. Демократура за прв пат го воведе еден голем јужноамерикански мислител, Едуардо Хјус Галеано, писател, новинар и публицист, човек кој зборуваше во минатиот век уште за демократурата, меѓутоа и човек кој зборуваше за светот организиран според воената економија и според културата на војната. Ние денес живееме во период на култура на војната, светот се повеќе се организира во воена економија и за жал живееме во култура на амбалажата. Тој велеше, Галеано велеше, дека денес поважен е погребот од покојникот, поважна е свадбата од младоженците. Значи, поважна е амбалажата од суштината, да не дозволиме да живееме во свет на амбалажа, туку да живееме во свет на суштина. Преку тие мои 3 книги се обидов и се обидувам токму тоа да го кажам. Така, честитки за овие 3 ваши книги со ваши собрани колумни од изминативе 20 години. Каде може да се дојде до нив? Значи, издавач на книгите е Матица Македонска и веќе ги има во рафтовите на Матица Македонска и може со преку електронска пошта или не знам како тоа веќе се нарекува, преку интернет да бидат порачани и да бидат добиени. На крајот на мај ќе имаме и официјална промоција на книгите. Се надевам дека со присуство на огромен број на македонци кои ја сакаат вистината. Знаете, јас пишувајќи ја, насловот на книгите Човекот, зборот, вистината. И знам дека е единствен човек во историјата на човештвото кој не оставил пишан збор зад себе, а кого целото човештво го памети е Исус. За жал, ниту еден од нас не може да ја доживее неговата судбина и за да останеме запаметени, за да можеме да бидеме вечни, мораме да оставиме нешто пишано и објавено зад нас. Јас го направив тоа, велејќи дека човекот и вистината долго време се демнеа, се додека не падна зборот на хартијата и кога еден ден јас, човекот и вистината заедно ќе заминеме од овој свет, за нас ќе остане само зборот како нем сведок за нашето постоење. Так. Честитки за тоа што го објавите, меѓутоа честитки и за насловот кој што сте го одбрали, на вистина е вреден овој наслов и на делото што сте ги оставиле е вистинскиот наслов. Јас ќе се навратам на последниот народен митинг на ДУИ, кој митинг го одржа на плоштадот Македонија пред
споменикот на Александар Македонски, и тоа непосредно пред одржувањето на првиот круг од претседателските избори. На тој митинг Дуи не извади ниту едно државно знаме. Како ќе го прокоментирате тој настан, особено заканите, упатени кон Христијан Мицковски, но и неколку зборови за она што на истиот ден и седа само имаше митинг, но наместо тие да се на главниот плоштад, митингот го одржаа пред Рамстор. Дали со ова се потврдија и сите досегашни коментари дека Дуи е главниот газда во Македонија? Како гледате на скандирањето учака, учака? Каква порака испрати Дуи од овој митинг? Повторно многу прашања. Дали треба ли да се позанимаваат институциите за ваквиот вокабулар и заплашување со некакви намери слични на оние од 2021 година? Дали обвинителството треба да покрене обвинение против Алија Ахмети за поттикнување на расна и верска нетрпеливост, односно меѓуетничка нетрпеливост? Дали македонскиот народ треба да се разбуди и на Дуи да им одговори со масовна излезеност на овие парламентарни и претседателски избори на 8 мај, за да им го расипи сонот, но не само на нив, туку и на СДСМ, кои покажаа дека во изминативе 7 години беа измеќари во сопствената држава? Значи, не случајно го споменав Едуардо Галеано и неговата теза за културата на војната. За жал, Дуи се уште живее во таа култура на војната. Дуи не може да се одлепи, Дуи не може да ги фрли чизмите од таванот, кои ги користеле 2001-та. Дуи, бидејќи нема што да понуди, нема опција за Македонија, нема опција за граѓаните на Македонија, нема опција за македонските албанци, единствена опција која Дуи може да ја понуди е културата на војната, односно опцијата на закрвување на граѓаните во Република Македонија. Меѓутоа, освоените 80 и повеќе илјади гласа на опозицијата на македонските албанци говори дека се помалку граѓани во оваа држава веруваат во културата на војната на Дуи, се помалку од нив ја сакаат војната и воената разврска, се помалку од нив веруваат дека со национализмот на Дуи ќе добијат подобар живот и ќе стекнат благосостојба. Станаа свесни дека двојазичноста која Дуи им ја вети во Берово, во Делчево и во Гевгелија, ништо ново и ништо подобро не им донесе во нивните сиромашни животи. Дека таа и таква двојазичност не значи ништо наутро кога ќе станете и кога ќе треба со 150 денари в джеб да го започнете денот. Тоа ќе рече дека ова е надмината реторика на Артан Груби и на криминалната структура на Дуи. Да не се лажеме, и во Дуи има честни луѓе, има луѓе кои си ја поддржуваат таа партија едноставно затоа што се дел на таа партија. Зборуваме за криминалното раководство на Дуи, зборуваме за криминалците во Дуи, зборуваме за оние кои немајќи опција, немајќи можност да понудат што и да е, затоа што не се ниту кадарни, ниту образовани, ниту стручни за што и да е, ја нудат само војната, го нудат УЧК како сеќавање, како реминисценција на една војна кои тие ја водеа, го нудат УЧК како евентуална гордост на македонските албанци, меѓутоа треба да знаат дека УЧК беше длабоко поразено во војната која тие ја наметнаа преку терористички акции, дека припадниците на нивниот УЧК вадеа бели мантили, бел долен веш во Арачиново за да бидат спасени и извлечени од нивните сојузници, од членките на НАТО. Така што тоа е околу паролите, околу скандирањето и околу неспособноста на врвот на Дуи да се подчини на новите времиња,
да се подчини на 20-тите години од 21. век, оти не живееме веќе на крајот на 20-тиот и на почетокот, живееме веќе во средината на 21. век, меѓутоа очигледно тие луѓе уште живеат во културата на војната на Едуардо Галеано и не можат да се поистоветат со ова што денеска се живее. Тоа е првото. Второ, СДСМ одржа митинг онаму каде што одржа, во исто време со Дуи го одржа таму свесен дека не ќе може да има доволно присутни на митингот за да покаже каква и да е моќ, па се присобраа на една тесна уличка во стиснати меѓу зградите таму за да колку толку покажат некаква масовност. Беше жално да се гледа тој митинг на СДСМ, а истовремено Дуи за да покаже кој е газда во таа коалиција, нели, го фати централното место, односно го имаше централното место во држава. Жално е за СДСМ, жално е за вистинските социјалдемократи, оние кои ја градеа партијата, да гледаат како еден грст криминалци внатре во партијата, некадарници, од партија која се обидуваше да придонесе во градењето на држава, стана партија која ја разградува држава, слугувајќи на туѓи интереси, слугувајќи пак на криминалците од Дуи, криминалците предводени од Груби. Тоа ќе рече дека СДСМ веќе нема ништо заедничко со социјалдемократијата, дека на Македонија и е потребно возобнова на социјалдемократијата. Зошто? Како што во едно време, кога се обидува да го уништуваат ВМРО и десницата, јас велев дека птица со едно крило не може да лета. Таа птица мора да паралтиса прудолу и да падне на земи. Исто така и денес велам, нам ни треба моќна лева опција, затоа што птица со едно крило не може да лета. Ние во моментов имаме моќна десна опција, имаме моќна десна коалиција, меѓутоа имаме крајно немоќна лева политичка опција и таа треба одново, како Феникс, да се издигне и да се изгради, меѓутоа да се изгради врз вистинските постулати на социјалдемократијата, за да Македонија може да, како птица, да продолжи и понатаму да лета со две крила. Така. Господине Ангеловски, за крај сакаме уште еднаш да ги повикаме гласачите на престојните избори со еден ваш статус, со вашиот емотивен говор. Оваа држава се вика Република Македонија, кој говор допира силно до нас македонците сиве овие години. И како што велите во статусот, затоа се вика љубов, затоа се вика копнеш, затоа се вика татковина. Затоа на 8 мај да си ја вратиме татковината во раците на оние кои ја сакаат, на оние кои копнеат по неа, на оние кои ќе ја чуваат и развиваат. Имате да додадете Знаете, друго нешто? Так. Тоа го напишав утрово или вчера. Тоа е еден мој говор од 2016-тата, од предизборните митинзи во 2016-тата, кога сакав на мојот народ да му кажам дека не треба да потпаѓа подлагите на Заев и на оние околу него. Се обидов да во 5 реченици да ја кажам целата суштина на македонското постоење од Александар па наваму. И ако некои сакаат да кажат дека било антиквизација, дека било ова или она, мораме да сватиме дека постоењето на денешната македонска нација е природен тек во развојот на македонското постоење од времето на Александар па до денес. Се измешале многу нешта, меѓутоа тоа е еден природен тек на постоењето на една нација и јас би ви бил искрено благодарен ако ја завршиме емисијава со тој говор кој јас го зборував тогаш, нека биде тоа повик за македонските гласачи, за граѓаните на Република Македонија, на 8 мај уште помасовно да излеземе, да застанеме на страната на вистината, на страната на правдата која ја очекуваме, на страната на благосостојбата која ја очекуваме, на страната на оние кои сакаат да ја поразат сиромаштијата, да ја поразат лагата,
да го поразат криминалот, да ја поразат корупцијата, да ја поразат културата на војната и на своите граѓани, да им овозможат култура на суштината, а не култура на амбалажата, значи да излеземе и да ја донесеме вистинската одлука, да го поразиме сето ова кое како зло се надвисна на Македонија, да се обидеме барем да создадеме подобри услови за подобар живот, за да не само не ги испраќаме нашите млади таму кај вас, кај што се наоѓате, туку да се обидеме и дел од вас да вратиме овде назад во собствената татковина. Оти има една песна која вели вака, дека без Македонија ќе има каде да живеете, Европа, Америка, Канада, Австралија, ама без Македонија ќе нема да се каде да се вратите, кога староста ќе ве наваса. Ете, за таква Македонија, каде што ќе има каде да се вратат македонците и каде што ќе има каде да растат младите, за таква Македонија да гласаме на 8 мај. Господин Ангеловски, ние се обидовме со Бети да го извадиме тој дел кај што говорите, меѓутоа бидејќи не е на YouTube, него е на Facebook, а платформата која што ја користиме не ни дозволува, не забрануваат, ние забрануваат такви работи да, ако успеем на некој начин, крајот на емисијата, така. Ќе видиме, меѓутоа пробавме ние цел ден вчера, цело утро сабајле да го снимиме тој исечок. Ако го најдете на YouTube, пратете го ние пред крајот ја ставиме. Го нема. Ништо. Ако не, еве ќе ги повикаме сите оние кои не следат да го слушнат уште еднаш, иако сега морам да кажам, тоа е можеби најгледаниот политички говор со 170 и нешто илјади прегледи и дури една хип-хоп група од Прилеп направија некаков ремейк, некаква песна на тој говор и тоа е можеби уште поинтересно да се слушне и да се види. Така. Се надевам ќе успееме до крајот на емисијава. Чест и задоволство причини и ова ваше учество во Македонски корени, господине Ангеловски. Ви благодариме, ви посакуваме да си имате убав празничен викенд. Честит нека ви е и престојниот наш најголем празник, Христовото воскресение. Секое добро нека е со вас. Пријатно до слушање и секако скоро довидување. Ете, така, нека ни се лесни уште овие 6-7 денови во постите, нека ни е среќен Великден, нека ни е убав 8 мај и накрај уште еднаш ќе речам да не го заборавиме денешниот ден, 27 април, кога Македонското собрание беше мечкин камен на оваа генерација македонци. Уште еден голем поздрав, благодарност и се надеваме дека ќе се видиме и чуеме, да ги сублимираме резултатите при формирањето на новата влада или пред формирањето на новата влада. Секако ви стојам на располагање, уште еднаш убав ден за сите. Поздрав, довидување. Добра вечер, бутелцани, добра вечер, македонци. Стојам вечерва, исправен пред вас, како македонец, како дел од лицето на Македонија. Зоран Заев рече, ние македонците сме биле грдото лице на Македонија. Да му кажеме, секоја работа на светот има две страни, има лице и има опачина. Ние македонците, ние сме лицето на Македонија. Ние македонците за навек ќе бидеме лицето на Македонија. Ама ти, Зоране Заев, ти за навек ќе бидеш опачината на Македонија. И го слушам вели, ние македонците и македонската држава сме биле виновни за односите со соседите. Нека дојде овде во Бутел, нека дојде на преживеаните деца бегалци, на нивните синови и внуци, нека им објасни дека се тие виновни за тоа што се протерани од родните огништа од Егејска Македонија, дека се тие виновни што не можат да се ги вратат имотите што нивните татковци и дедовци со крв и пот ги печалеле. Нека им објасни дека се тие виновни што не можат да појдат ниту свеќа да запалат на гробовите на своите предци. И го
го слушам, вели, ќе ги скршел рамките на рамковниот договор, за да им даде повеќе права на албанците. Ќе ја скршел кичмата на македонскиот народ, за да и го даде библиското македонско име на Грција. И ќе ја скршел државата, за да ја подели и за да можат бесните глутници кучиња, кои демнат одоколу, одново да го раскинат македонското месо. Господине Заев, не може. Не може, затоа што оваа држава е изградена од многу цврст материјал. Оваа држава е изградена од коските на македонската фаланга, кои загинаа во битката кај Херонеја. Оваа држава е изградена од изгубената виделина на Самоиловите ослепени војници. Оваа држава е изградена од словото на светите Кирил и Методи, од духот и мудроста на светите Климент и Наум. Оваа држава е изградена од мислата на Гоце и од силата на Тодор Александров. Оваа држава, мои македонци, е изградена од саможртвата на гемиджиите, ама и од ножот на Андон Чосето. Оваа држава, македонци, е изградена од крвта на партизаните и од стиховите на Кочо Рацин. Оваа држава е изградена од камењата, кои во удбашките затвори 9 години ги кршеше Методија Андонов Ченто. Оваа држава, македонци, е изградена од крикот на мојата генерација, која во 90-тата извикна: сакаме самостојна, суверена и независна Македонија. Оваа држава е изградена со крвта на бранителите од 2001-та и 2015-тата. Оваа држава е изградена од солзите на македонските мајки за изгубените чеда. Оваа држава е изградена од маките на протераните од Егејот, од љубовта на Никола Јонков Вапцаров кон Пиринот, од испуканите раце на македонците во Пустец и во Туминец. Затоа, Зоране Заев, ние македонците до последен здив ќе се бориме за оваа држава. Затоа оваа држава се вика Копнеш. Затоа оваа држава се вика љубов. Затоа оваа држава се вика татковина. Затоа оваа држава се вика Македонија. И затоа ве повикувам сите членови и симпатизери на нашата коалиција, но ги повикувам и сите неопределени, ги повикувам сите македонски мажи домаќини од било која политичка партија на 11 декември со само еден потек на пенкалото, на црните сценарија, црните кампањи, црните души со црни мисли, како црни облаци од над небото над Македонија да ги растераме и на 12 утрото овде над врвовите на Скопска Црнагора повторно да блесне македонското сонце, да ви ги огрее срцата, да ви ги огрее домовите, да ви ги огрее семејствата. Ве повикувам на 11 декември со еден потек на пенкалото да кажеме не на федерализација, да кажеме не на двојазичност, за да можете сите вие години и години после тоа, децении после ова, кога во една ваква студена зимска вечер ќе седите некаде покрај огнот со внучињата во скутот, гордо и достоинството да им кажете: ние македонците на 11 декември 2016-тата си ја сочувавме татковината, си ја сочувавме Македонија. Да сте ми живи и здрави, да живее Македонија!